Согласно препораките на владата, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе одлука да ги сведе на минимум директните средби со странките, се со цел превенција и елиминирање на можноста од ширење на вирусот COVID-19. Министерството ги информираше сите лица кои имаат потреба за контакт и информација од Министерството, тоа да го сторат на мејл адреса на Министерството и на нивниот официјален телефонски број. Сите планирани поголеми настани и работни состаноци во Министерството се откажани или пак се презакажани. Оттаму апелираат до сите соработници и корисници на услугите кои ги дава Министерството да ги почитуваат превентивните мерки кои ги донеса владата со цел да се спречи ширењето на вирусот во земјава. И Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, согласно последиците и насоките за воредни мерки, апелира до сите странки кои во наредните 14 дена ќе имаат потреба од услуги или различен вид на консултации со представници и соработници на работните единици широм државата, тоа да го направат по електронски пат или пак на телефон. Состојбата со коронавирусот влијаеше и на агробизнисот, а како што велат од комората, агрокомората, првичните последици се намалена потрошувачка, пад на бројот на нарачките како и спречување во реализација на договореното. Компаниите кои се жалат и на негативните влијанија врз човечките ресурси сепак уверуваат дека храна ќе има доволно. Децидни се од агробизнис комората при Сојуз на стопански комори. Агроекспертите се децидни дека земјоделството е значајна стопанска гранка во нашата земја и во 2019 година во БДП-то, заедно со шумарството и рибарството, учествува со 11%, а околу 20% од населението се занимава со оваа дејност.